3 септември 2013 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Во Тиквешијата интензивно се реализира гроздоберот, се бере и винското грозје, а за сега лозарите не се жалат околу пласманот и продажбата на винското грозје. Денеска добивме информација дека винарската визба Винеа започна да го исплаќа долгот кон лозарите. Целосно обврските ќе биле исплатени за најкасно 2 дена, ни рече во телефонски разговор сопственикот на винаријата Горан Трајковски. Винарската визба Винеа деновиве интензивно работела на исплата на застарените долгови кон лозаропроизводителите. Сопственикот на визбата Горан Трајков денеска во телефонски разговор ни потврди дека во најголем дел обврските му биле исполнети, а за најдоцна 2 дена ќе ги исплател долговите во целост. Во изминативе денови исплатил околу 20 милиони денари побарување од лозарите. Најодговорно тврдам дека обврските кои беа констатирани во записникот од Државниот инспекторат за земјоделство досега ги имаме реализирани околу 80%. За 1 до 2 дена 100% ќе го исплатам долгот кон лозарите со цел да ја вратам лиценцата за откуп на винско грозје и за работа на винаријата, ни рече Трајков. Тој посочи дека имал реакции од поедини лозари дека оставиле неактивни сметки и дека парите кои му биле уплатени за грозјето не можеле да ги подигнат. Се прават вакви грешки или слични кои во од ќе ги решаваме, нагласува Трајков. Исто така, според неговото кажување, имало и лозари кои бараат наплата на долг од визбата, иако грозјето го предале кај други откупувачи. Кредитни средства за отворање на собствен бизнис на невработените, најави денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. За околу 1700 невработени лица обезбедени се средства од 5,5 милиони евра со цел да започнат собствен бизнис и да го решат своето вработување. Сега, преку поедноставени услови и за двете мерки се овозможува на сите невработени лица активни баратели на работа, кои се на евиденција само 1 ден пред објавување на јавниот оглас, да аплицираат, да ја искористат оваа поволна мерка и да се самовработат. За добивање кредит за микро и мали предпријатија ќе биде доволно фирмите да имаат само 1 вработен, а не најмалку 2 како досега. Исто така, лицето кој фирмата планира да го вработи треба да биде во евиденцијата на Агенцијата за вработување само 1 ден, истакна на денешната пресконференција министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој појасни дека во рамки на мерката кредитирање за самовработување е предвидено за дејности од помал обем за секое новоотворено работно место да се доделуваат по 3000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмалку 3 работни места, односно до 9000 евра, за дејности од поголем обем за кредитобарателот се доделуваат 5000 евра, а за секое новоотворено работно место по 3000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17000 евра. Средствата ќе треба да се вратат во рок од 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9000 евра. Каматна стапка од 1% на годишно ниво, а дополнителни стимулативни средства до 1000 евра се предвидени за лицата кои се невработени по основ на технолошки вишок, стечај или ликвидација, што имаат користено паричен надомест најмалку 6 месеци и се невработени повеќе од 3 години. Министерот Спасов истакна дека за барање за кредит за отворање нови работни места со мерката кредитирање на правни субјекти, микро и мали предпријатија може да достави правен субјект кој е регистриран најмалку 1 година, кој има најмалку 1 вработено лице, минимум 3 месеци. Почнуваат подготовките за традиционалната зимница. На пазарите веќе има се, а цените се исти како лани. Тегла ајвар за 100 денари, килограм туршија за 70 или за исто толку пари за 1 литар домашен сок. За джем од сливи или сладко од смокви од 120 до 150 денари, а за феферони 80 на денари. Толку приближно би чинела овогодишната зимница со сегашните цени на зеленчукот и на овошјето на зелените пазари. Пиперката ајварка се продава за 30 денари килограм. Нема домат поевтино 25
денари за килограм, за истата количина кромит ќе платите цели 40 денари, а зелката се продава за 30 денари. Еден модер патлиџан ќе купите за 15 денари, а за 1 килограм сливи ќе треба да одвоите од 15 до 20 денари. Ако сте решени да подготвите домашен компот за 1 килограм праски, треба да одвоите од 25 до 30 денари. Ако на ова се додаде и 1 литар зејти, ноцет, сол, шеќер и дрва, излегува дека за подготовка на традиционалната зимница едно просечно семејство треба да одвои нешто помалку од една просечна плата. Граѓаните велат дека подрумите и оставите годинава ги полнат со традиционалната зимница како во изминатите години. Семејствата кои зимница освен за себе подготвуваат и за продажба или многу често и по нарачка велат дека сега интензивно почнуваат со подготовка на ајвар, малиџано и лутеница. Според нив цената се движи од 180 до 250 денари за тегла, во зависност од рецептот по кој се подготвува. Традиционалниот ајвар е најскап, а најтежок за работа и количински најмалку се произведува. Денес жените како нас што продаваат ајвар го подготвуваат со малку варење, а неговата трајност се обезбедува со додавање конзерванси, велика вадарчанка која веќе неколку години екзистира од подготовка на зимница. Таа објаснува дека веќе има и постојани муштерии кои уште во текот на летото нарачуваат одредена количина за тековната зима. За 10 дена ќе подготвувам и туршија. Домакинките знаат дека традицијата кај нас налага таа да се стави пред Мала Богородица, односно 20 септември. За да се наполни кантичка од 10 килограми зеленчук, лани ни беа потребни од 500 до 700 денари, а годинава ќе видиме, објаснува нашиот соговорник. Според земјоделците, состојбата на зелените пазари во земјава не е променета повеќе од 10 години. Цените на ајварката засега на големо е од 18 до 19 денари за 1 килограм, а за гајба дома треба да одвоите само 60 денари. За таа сума ќе добиете дури 8 килограми домати, кои потоа се препродаваат и за 20 до 30 денари за 1 килограм. Пазарџиите велат дека интересот за купување зеленчук е зголемен само во текот на викендите. Тие што традиционално прават зимница воопшто не се интересираат за цените. Според нашите пресметки, цените се исти како ланските, со тоа што годинава за 1 литар зејтин ќе платите помалку за разлика од лани. Зголемена е цената за килограм боровинки кои се берат и откупуваат на Кожув. Зголемена е цената за килограм боровинки кои интензивно се берат на планината Кожув. Иако бербата на боровинки стартуваше со цена од околу 75 до 80 денари, на задоволство на боровинкарите кои масовно се присутни на кожувските терени, сега цената за килограм изнесува 100 денари. На Кожув врие од боровинкари, насекаде се поставени шатори во кои навечер одмарат берачите на боровинки. Не има од секаде, но најмногу од Велешко. Бериме од утро до мрак со специјални чешли за таа намена. Мачно е, ама ние во планината ја обезбедуваме својата екзистенција. Сега е овде жетва што се вели. Боровинки ке има се додека не падне снег, објасни Горанчо Бошков од Кожувското село Горна Бошева. Боровинкарите се надеваат дека цената за килограм од ова шумско овошје и понатаму ќе расте. Во дворот на семејството Митрови во Кавадарци пронајдени се убојни средства од Првата или Втората светска војна. Бомба од Првата или Втората светска војна, 2 куршуми и држач за бајонет пронашло семејството Митреви од Кавадарци, додека во дворот од куќата на улицата 7 септември вршеле ископ за поставување на громобранска лента. Веднаш ја известиле полицијата за пронајдените предмети. Работевме во дворот каде е сместено и графичкото студио Бома Дизајн, кога еден од мајсторите ги пронајде овие предмети кои се значително стари, сигурно потекнуваат од поранешните војни. Веднаш ја известивме и полицијата и чекаме да дојдат и да ги земат, рече Горан Митрев. Ова не се случува за прв пат. Во неколку наврати во Кавадаречко се пронаоѓани убојни средства од минатите војни. Утре во периодот од 9 до 15 часот во просториите на Општинскиот Црвен крст Кавадарци ќе биде организирана крводарителска акција. Крв ќе може да даруваат сите заинтересирани граѓани од Кавадарци и околните населени места, се вели во известувањето од Црвен крст Кавадарци.
Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска ги прими велосипедистите учесници во трката која се одржува низ Македонија во знак на одбележување на Денот на независноста 8 септември, првични контакти за возобновување и на Ваташкиот меморијал. 18 велосипедисти од Велосипедската федерација на Македонија денеска пристигнаа во Кавадарци како дел од велосипедската трка која се одржува во повеќе етапи низ земјава по повод одбележувањето на Денот на независноста на Република Македонија. Велосипедистите денеска на градскиот плоштад во Кавадарци ги пречека градоначалникот Александар Панов, кој нагласи дека е почестен од тоа што во рутата е влезено и Кавадарци. Морам лично да кажам дека сум почестен што во рутата низ цела Македонија и Кавадарци е еден дел. Почестен сум од Федерацијата на велосипедисти во Република Македонија што Кавадарци е дел од еднозначено одбележување тоа е независноста на Република Македонија. Нашите два празника кореспондираат 7 септември и 8, значи денот на ослободувањето на Кавадарци и денот на независноста на Република Македонија. Со тоа Кавадарци честува по повод два празника. Исто така, како што кажа секретарот во неврзан муабет, спомнавме нешто што не успеавме во изминатиот период или со успех не успеавме да со нешто што се гледа да го возобновиме. Знаете дека претходно многу меморијални турнири, Вуко Каров, Сестрите Китеви, па и трките во Кавадарци ги возобновивме. Меѓутоа, овој меморијал, Ваташки меморијал, не успеавме да го возобновиме. Еве, јас си зедов за обврска заедно со секретарот, заедно со нивната управа да видиме што е тоа од делот на финансиите, нели? Се разбира, тоа е најбитна работа, кој што локалната самоуправа може да го поднесе за да ова го вратиме на нивото кој што беше во време на бивша Југославија, а беше на едно многу високо ниво и навистина ми е чест што Кавадарци еве многу од управата ја го знаат токму овој Ваташки меморијал. Трката е организирана од Велосипедската федерација на Македонија, поддржана од Агенцијата за млади и спорт и Републичкиот сојуз на спортови. Оваа тура е организирана од страна на Велосипедската федерација на Македонија, поддржана од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и Републички сојуз на спортови на Република Македонија. Секако не би се остварила без поддршка на локалната самоуправа таму кај што поминува караванот. Ја користиме приликата да се благодариме на градоначалникот за приемот што го имаме. Турата започна на 1 септембар со дел такмичарски, првата етапа Скопје-Кичево и останатиот дел од турата е рекреативен, промоција на велосипедизмот со главна идеја за цртување на картата на етапите за 2014, каде што ќе помине трката 2014, која ќе биде со такмичарски карактер и која ќе има за цел да донесе повеќе од 10 држави учесници и неколку наши македонски екипи да учествуваат на оваа екипа. Ќе искористам ова средба да кажам дека само што иницииравме со градоначалникот во неврзан разговор возобновување на Ваташки меморијал кој има големи традиции, значи кавадарчани сигурно се сеќаваат дека оваа трка се одржуваше 35-6 години и за сите нас кои сме учествувале имаме огромни спомени добри од таа трка. Желбата наша е и на градот Кавадарци да возобновиме трката Ваташки меморијал. Младите имаат голема желба и професионално да возат велосипед, ни рече денеска селекторот на Велосипедската федерација Маријан Пецовски. Имаме голем интерес од млади велосипедисти во Велосипедската федерација на Македонија, односно во членките на Велосипедската федерација, велосипедските клубови од Република Македонија. Тука имаме соберено поголем број на млади велосипедисти кои се потенцијални кандидати за настап на следнава година 2014 на велосипедската трка низ Македонија. Како што рече секретарот, ова година ја трасираме трката низ Македонија и се надеваме дека следнава година со успехи ќе ја спроведеме надпреварувачки. Од овие млади велосипедисти се надеваме дека следнава година ќе составиме добар млад тим, а воедно да кажам дека ние располагаме како Велосипедска федерација на Македонија и со велосипедисти од елитната категорија кои моментално не се тука. Значи нашата цел што ги собравме овие млади велосипедисти е да им дадеме поттики и поголема мотивација да може да ги следат нивните конкуренти од повозрастната категорија. Значи, тука имаме 18 велосипедисти, од кои следнава категорија треба да одбереме еден тим од 6 и се надеваме на нивен добар пласман на следнава трка Торка Македонија.
Наизложени на мобинг се текстилците, наставниците и полицајците, покажуваат истражувањата на Сојузот на синдикати. Неизложени на мобинг се текстилците, наставниците и полицајците. Речиси половина од вработените во Македонија во последните 2 години трпеле насилство на работното место. Објави денеска порталот Плюс Инфо, повикувајќи се на информации од Сојузот на синдикати на Македонија. Меѓу другото, според податоците од антимобинг канцеларијата на Сојузот на синдикати, наизложени на психичко и сексуално вознемирување се вработените во текстилната индустрија, образованието и полицијата. Од синдикатот велат дека повеќето работодавачи и покрај тоа што го поддржале, се уште немаат почнато да го спроведуваат законот за заштита од вознемирување на работното место. Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи, нагласува дека поголемите компании со странски капитал ги запазиле роковите и веќе го спроведуваат законот за мобинг. Сепак, оние помалите фирми и новопечените газди се уште не почнале да го применуваат. Според Димитров, има и такви кои што се уште не ни слушнале дека постои таков закон. Донесувањето на законот за заштита на работниците од насилство го иницираа синдикатите. Сега тие порачуваат дека е потребен агресивен пристап за да се обезбеди примената на законот. За 8 месеци 105 интервенции на Кавадаречката противпожарна служба. За 8 месеци се евидентирани 105 интервенции во Кавадаречката територијална противпожарна служба. По 70 случаи се работи за пожари на затворена, во 25 случаи на отворен простор. Во 10 случаи се работи за техничка интервенција. Вака кажа командирот на службата Илчо Богевски. Драстично се намалува бројот на пожари на отворен простор во Кавадаречко, што е резултат на добрата превентива и ограниченото движење во шума, при што во шумските предели не се движат луѓе без потреба, рече тој. Апелираше до тиквешани да си го меморираат бројот 193 на противпожарната служба во мобилните телефони, бидејќи испаничени луѓе соочени со пожари заборавале на бројот. Граѓаните исто така треба да знаат дека бројот 193 е бесплатен и на него можат да вртат дури кога немаат кредит или телефонот им е исклучен во еден правец поради неплатена сметка. Се случува тие да не го знаат тоа, па да трчаат по други луѓе за да бараат од нив да се јават во противпожарната, нагласи командирот. Вие сте со вестите на КТВ, продолжуваме со останатите информации од регионот. Општина Росоман ќе има заеднички проекти со Пламдиште, Република Србија. Интензивно ќе соработуваат општините Росоман и Пламдиште, Република Србија. Соработката многу скоро ќе биде зацврстена со заеднички проекти за економски раст на двете општини. Ова е заклучокот кој го донесоа двајцата градоначалници на средбата, што се случи во рамки на посетата што градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов ја имаше за време на турнејата на Кут Росоман низ Србија и Хрватска. Дека соработката е значајна за двете општини, потврдува и градоначалникот на Пламдиште Миодраг Селаковиќ, а за деталите од средбата говори градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов. Ја остваривме официјалната средба со градоначалникот на општината Пламдиште и со неговата екипа, односно администрација и советници, и се надевам дека исто нашата делегација од Росоман ги оствари своите заложби за продолжување на соработката со општина Пламдиште овде во Пламдиште. Значи гостуваме заедно со културно-уметничкото друштво Росоман од Росоман и во делегацијата е председателот на Советот, господинот Маријан Чупенчев и господинот Ристо Јошев, се со цел значи да ги подобриме своите видувања, да ги подобриме своите визии за соработката и за понатамошната работа на двете општини. И се надеваме дека во блиска иднина ќе испаднеме со заеднички проекти како партнери со повеќе општини од Европската унија, односно да се приближиме до европските фондови каде што сме слични и како општини ќе имаме слични заеднички интереси кои што ќе не поврзуваат и натаму. Мирна и жешка есен и топла зима не очекува годинава според светските метеоролози и првичните согледувања.
Тропските горештини го зафатија Балканот. По пеколно топлото лето сите се прашуваме какви есен и зима не очекуваат. Долгорочните прогнози на The European Center for Medium со седиште во Рейдинг, Англија, досега се покажале како многу точни. Метеоролозите предупредуваат дека се уште е премногу рано за да се даде прецизни прогнози за оваа зима, но еве ги заколчоците врз основа на податоците кои досега се собрани. Оваа есен на целиот Балкан ќе биде сончева, односно сите 3 есенски месеци ќе бидат надпросечно топли. Неиздржлив студ нема да почувствуваме ниту во текот на зимата. Во зимските месеци температурите ќе бидат просечни. Нема да има премногу ладни денови. Температурите ќе бидат во нормала, со повеќе топли отколку снежни денови. Сепак треба да очекуваме кратки периоди со поладно време проследено со снег и дожд, велат добро упатените во метеорологијата. Се расчистува коритото на реката Бошавица со цел заштита на Демиркапија од евентуални поплави при поројни врнежи од дожд. Согласно акциониот план за чистење на речните корита во нашава земја, општината Демиркапија во соработка со владата на Република Македонија веќе неколку години со ред организира акции за чистење на речното корито на реката Бошавица, за да не се случи излевање на надојдените води од појава на поројни дождови и да дојде до поплава на дел од градот Демиркапија, како што беше случај од пред околу 4 децении. Тогаш беа поплавени голем број стамбени објекти, продавници, улици и други комунални објекти. Причинетата материјална штета била голема. За да не се повтори одново поплавување на градот, тогаш местната заедница од Демиркапија организира повеќе дневни работни акции за изградба на насип на брегот на реката Бошавица. Според информациите што ги дојдовме од Оделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина од општина Демиркапија, пред неколку дена работниците на предпријатието Euroink од Левкелија ги започна градежните работи за чистење на дел од речното корито на реката Бошавица. Се отстранува вегетацијата во коритото, се расчистува наносот од песок и камења, а се врши и порамнување. Чистењето на речното корито е започнато од вливот на реката Бошавица во реката Вардар, узводно во должина од 700 метри. Така со овој зафат се расчистува речното корито со цел да се спречи страничната и длабинската ерозија на коритото, за да и се овозможи на реката подобар проток на водата при појава на повеќе дневни поројни врнежи од дожд и од топењето на снегот. Инаку овој месец се врши чистење на речното корито на Бошавица од причина што водостојот е намален од долготрајните тропски горештини. На крајот од вестите, почитувани, следува и временската прогноза. Утре не очекува претежно сончево време, ќе дува слаб до умерен ветер. Температурата до 31 степен, а УВ индексот 6. Толку во вестите, благодарам за вниманието. Доколку нешто пропуштивте, можете да најдете и на нашиот веб портал www.ktv.mk. Секој добро!